Aktuelni razgovori vode se danas na proširenoj sednici Upravnog odbora organsko-hemijske industrije u Skopju. Tema je, to smo vas obavestili prošli put, produktivnost. U stvari, gosti smo jednog od najsavremenijih preduzeća Makedonije, OHIZ-a. A razgovor koji ćete sada čuti pripremio je glavni urednik radio televizije Skoplje, drug Ivan Toševski. Posle diskusije koja će se voditi na ovom delu sednice Upravnog odbora, drug Nikola Minčev, predsjednik Izvršnog veća Makedonije, odgovorit će na vaša pitanja, na pitanja koja ste uputili televiziji. Drugarice i drugovi, molim vas, izvinite što ne govorimo vašim jezikom, ali ga razumemo. Uvereni smo da će ga razumeti i naši gledalci, jer su nam problemi, zahtevi, napori i želje zajednički. Ima reč predsjednik Upravnog odbora, drug Vasil Tomovski. Ja otvoram ova sednica na Upravni odbor во проширен состав. На седницата присуствува како гостин председателот на Извршниот совет на Социјалистичка република Македонија, другарот Никола Минчев, потоа директорите на сектори и раководителите на стручните служби во ОХИЗ, како и представници на друштвено-политичките организации. На дневен ред на оваа седница е темата продуктивноста на трудот во нашиот колектив. Уводно излагање по оваа тема ќе даде генералниот директор на ОХИЗ, другарот Костадин Аврамчев. Дружи директоре, имате збор. Денес ќе водиме разговори за тоа како да го позголемиме продуктивноста на трудот во нашиот колектив. Нашето предпријатие е најсовремено опремено со најмодерна техника и машини. Оваа техника во изминатиот период беше успешно совладана, квалитетот на производите е на задоволителна висина. Градбата во ОХИЗ отпочна во 1961 година. Првите погони отпочнаа со работа во 1963 година, а последните во 1965 година. 1965 година беше година на пробно производство. Во периодот на пробното производство остварен е бруто продукт во износ од 10,5 милиарди динари и остварен позитивен биланс. Во оваа година се очекува производство од 26 милиарди динари. Се оди на повисоки лични доходи, бидејќи резултатите од миналата година покажаа дека постојат можности за тоа. Просечниот личен доход во месец април изнесува 77.000 динари. Во комбинатот е запослено 2254 работници и службеници, од кои над 180 академски образовани. Главните производи на комбинатот се синтетско влакно, пластични маси, средства за заштита на растенијата, детерџенти, вештачка кожа, скај и друго. Со производството на ОХИЗ, заедницата уштедува околу 12 милиони долари девизни. Основен проблем во ОХИЗ е како да се обезбеди континуелно работење на сите погони. За да се постигне оваа цел, нужно е да организацијата на одржавањето на машините биде на завидна висина. Втор проблем, кој што исто така битно влијае на позголемување на производителноста на трудот во savreмените технолошки процеси, е проблемот на разни технолошки захвати за рационализација на производството и технолошко подобрување. За таа цел, органите на самоуправувањето одлучија да во ОХИЗ се организира истражувачки институт и проектно биро. Овие две институции имат за задача
да со истражни работи и со проектни захвати ја подобрат положбата на постојните погони, го подобрат технолошкиот процес и постигнат повисока производителност на трудот. Измената на квалификационата структура во нашиот колектив е битен елемент во борбата за повисока производителност на трудот. Положбата во однос на систематизацијата е прилично лоша. Сега положбата се знатно менува и постои голем притисок на квалифицирана работна рака. Проблемот ќе мора да се решава преку оквалификување на постојната работна рака и прием на нова квалифицирана. На продуктивноста во нашиот колектив влијаат и многу други фактори за кои јас нема да зборувам, а очекувам дека поделни другари ќе зборат подетално за тоа. Го слушнавте уводното излагање на генералниот директор. Отворам дискусија по оваа тема. Молам кој бара збор. Бидејќи пред ОХИС во моментот се поставуваат големи задачи. Прво, задачи за оптимирање на капацитетите и техничките решенија на постојните објекти со модификации, реконструкции и отклонувања на тесни грла. И друго, што представува една грандиозна задача пред нашиот колектив, тоа е изградба на нови објекти со релативно големи капацитети во наредните 5 до 6 години. Имајќи предвид важноста на овие фактори, управата на ОХИС изврши еден далековиден потез со тоа што се захвати да организира проектантска делатност во самиот ОХИС во неговиот развојен сектор. Наиме, во развојниот сектор на ОХИС е формиран развојно-проектни биро. Има сите условија да развојно-проектното биро, ползувајќи го огромниот расположив проектантски потенцијал, акумулиран во стручните луѓе на целиот ОХИС, без обзир во кои сектори се навоѓаат, одигра голема значајна улога во изградбата и создавањето на објекти, на погони со оптимални за наши условија капацитети и со оптимални технички решенија и карактеристики. Другар Андреевски, дали би сакале за сето она што говоревте да дадете неколку примери од досегашната проектантска практика во ОХИС? За илустрација на това, колко голем може да биде доприносот во создавањето на условија за економично работење на еден објект од страна на добро организирано проектување, ќе наведам примерот за престојното проширување на нашиот погон за производство на полиакрилнитрилни синтетски влакна. Ние намераваме да го наголеме капацитетот на тој погон за 50%, од 4500 тона годишње на 7500 тона годишње. За това проширување ние добивме проекти со технички решенија од инострана фирма. Но нашите стручни луѓе сматраа дека тие технички решенија не се баш оптималните решенија и се прихватија за преработка на тие решенија. Резултат беше следниот. Вкупните инвестиции за тоа проширување се намалени за цирка 2,5 милиарди, а девизниот дел е намален за цирка 500.000 енглески фунти. Мислам да треба да се истакне дека секој построење при своето проектирање се проектира со одредени проектантски резерви. Јасно е дека онај кој ја купува фабриката, односно построењето, не е свестен какви се тие проектантски резерви, бидејќи оној што го продава построењето не го кажува тоа.
Меѓутоа, една од важните задачи е да се тие пронајдат. А тие може да се пронајдат ако се построењето снима во секоја своја фаза. И мислам дека една од важните наши задачи, наредни задачи, се состои во тоа да секој наше построење се сними во секоја негова фаза да би се утврдило каде има резерви, а каде има уски грла. Dosadašnja diskusija o produktivnosti rada u našem preduzeću, po mom mišljenju, razvijela se u pravcu iznalaženja i analize unutrašnjih rezervi. Ja mislim da je to pozitivno, jer nije malo preimutstvo i nisu mali rezultati koji bi se na osnovu toga mogli dobiti u ekonomici našeg preduzeća i poslovanja našeg preduzeća. Međutim, produktivnost rada, ja smatram da nije sama sebi cilj. Ona je samo jedan pokazivač ekonomičnosti proizvodnje i, ako hoćete još i oštrije, ekonomskog opravdanja postojanja neke proizvodnje. I ako tako posmatramo, onda bih ja osvetlio ili se obratio i na jedan drugi moment produktivnosti rada, a to je moment koji, mislim, ne nosi toliko subjektivan karakter, nego više nosi objektivne karakteristike. Ako posmatramo naše preduzeće, onda ćemo da vidimo da imamo mi pogon PVC-a sa 4.500 tona godišnjeg kapaciteta, a da se u svetu grade kapaciteti i 10 puta veći. Slična je situacija i sa našim pogonom PAN-a. Naš kapacitet od 4.500 tona je vrlo mali, a znamo da se podiže dvostruko, trostruko, pa i petostruko veći kapaciteti nego što je naš. I u vezi s tim ja bih hteo vrlo kratko da kažem da, pored ovih subjektivnih momenata, ove analize unutrašnjih rezervi, ako hoćemo da objektivno dođemo do jednog kriterijuma naše produktivnosti rada, onda moramo uzimati u obzir i taj drugi moment kapaciteta, investicionih ulaganja, sirovinske baze, jer smatram da one nemalo utiču na ekonomiku proizvodnje. Mi, kad smo diskutirali o raspodeli po ekonomske jedinicama, jedan od problema je bio taj kako i da li uopšte treba tačno utvrditi šta je zasluga, šta je rezultat produktivnosti pojedine ekonomske jedinice u ukupnom uspehu zajednice i da li taj rezultat, bez obzira da li je postignut povećanjem produktivnosti ili je postignut trenutnom situacijom na tržištu, da li to treba da pripadne onoj ekonomskoj jedinici koja je to postigla. Moje lično intimno mišljenje je da treba to tako da bude, ali nisam siguran u to i zato bih zamolio i predsednika, najlepše bih zamolio predsednika Izvršnog saveta Družba Minčeva, ako želi da u nekoliko reči kaže i svoje mišljenje o ovom problemu. Го делам мислењето на другарот Брајевиќ дека внатрешната расподелба во стопанската организација има вонредно значајно место во борбата за подигање продуктивноста на трудот. Наиме, распределба според трудот во социјалистичкото општество е она основна моторна снага што го влече прогресот напред. На прашањето какви треба да бидат односите помеѓу економските единици во работната организација, чини ми се не може да се даде друг одговор во начело говорејќи, освен да тие односи треба да бидат поставени на принципијална, на чиста основа, да секоја економска единица биде поставена во склад со принципот на распределба според трудот, да врши распределба самостојно и да ги развива самоуправните односи внатре. Вистина, шаблон и единствени примени во сите стопански организации тешко да може да се спроведат. Предпоставувам следен случај. Ако вашата стопанска организација во еден погон, како што е ПАН влакно,
набавува сировини на светскиот пазар. Минатата година имаше знатно зголемување на цените на светскиот пазар на сировината за панвлакно. Ако не се лажам, чини ми се дека беа и до 500 фунти за една тона. Долари. Ова година, како сум во претходниот разговор обавестен, тона на сировина е 280-290 долари. Дали е можно во овакви услови секогаш да се само пазарните цени бидат основа за односите помеѓу погоните, помеѓу економските единици внатре во стопанската организација? Верувам дека би морале во одредени услови да има и општа заедничка солидарност на целата стопанска организација. Но тоа никако не го демантира основниот принцип да секоја економска единица биде поставена во чист економски однос помеѓу себе и да врз основа на тој принцип се развива максимална борба за подигање на продуктивност на трудот на секој работник и на секоја економска единица посебно. Другари, ја би сакал некој збор да кажем по овој проблем. Управни одбор не за прв пат го разгледува овој проблем на продуктивноста на трудот во нашето предпријатие. Меѓутоа, мене ми се чини, имам утисок дека дискусијата е уопштена. Ја би бил малку конкретен. Ние, другари, знаеме дека не сме снабдени со репроматеријали од увоз. Ние знаеме дека нашите погони во прилична мера се снабдеват со репроматеријали од увоз. И доколку тоа и понатака тече, ние ќе ги сопреме некои наши погони. Ја би го поставил проблемот на експорт на нашите готови производи во европското тржиште, тоест на осигурување на девизи, да би можеле да се снабдеме со репроматеријали. Проблемот на извоз не е така едноставен проблем во нашиот колектив. Ние имаме производи кои што можат да се извезуваат на конвертибилни тржишта. Но, со обзир на тоа да сме од скоро време во производство и да нашите производи уште не се известни на тие тржишта, не е така едноставно одеднаш да се усвајат инострани тржишта. Ние синтетско влакно извезуваме моментално во Турција. Во Турција постигнавме прилично добри резултати, дури и подобри цени од колку што се нашите внатрешни цени. Меѓутоа, покушајте да се извезе такво влакно на западно-германско тржиште, на италијанско тржиште, на француско или енглеско тржиште, не уродија со плод. Ние извезовме една мала количина на синтетско влакно во Италија, но по цени кои што се за едно 25 до 30% пониски од светските цени. Ќе поставите прашање како тоа да ние продаваме испод светските цени. Прво, царинската заштита е нешто повисока во западноевропските земји, отколку што е нашата царинска заштита на истиот производ. Така, например, во Италија, Француска, Западна Германија и Енглеска, царинските стопи се движат помеѓу 12 и 15,5%. А истата царинска стопа во нашава земја за истото влакно е од 7 до 9%. Тоа значи да ние сме се отвориле према овие тржишта повеќе, отколку што се тие тржишта отварат према нас. Ние правиме напори за извоз и тоа и натаму ќе го правиме, jer единствениот пат за мерење на нашата продуктивност е уклопувањето во светскиот пазар. Јас би го замолил другарот Минчев ако ми дозволи да поставам едно прашање. Другар Минчев, од самата дискусија имавте можност да се запознаете со нашето целокупно работење. Меѓутоа, јас мислим да
сигурноста на тоа работење зависи во голема мерка и од стабилноста на инструментариумот на економскиот систем кој го поставува нашата општествена заедница. Мене ми се чини да во досегашното искуство можеме да забележиме одредено отсуство на едно подолгорочно согледување на условите на стопанисување. При ова мислам на честите измени на законските прописи, касно донесување на соодветни прописи или нивна недостаточна сеопфатност, нарочно во областа на девизниот систем, системот на цени, обратни средства и слично. Јас би ве молил, ако сакате, да го изнесете вашето мнение по однос на стабилноста и перспективите на условите на стопанисување. Прашањето е многу наместо и многу актуелно. Сметам тоа што вие сами го чувствувате како нужност за да можете вашата борба за подигање на продуктивност на трудот да ја развиете што е можно повеќе, така исто тоа го чувствуваат и, по моје мислење, и сите работни колективи и сите работни луѓе во нашата земја. Не само што е нужно стабилност на системот, нужна е, другари, стабилност на динарот, нужна е стабилност на пазарот. Продуктивноста на трудот не израстува само со желби и со напори на самите работни луѓе. Тие треба да бидат поставени објективно во услови да излезот за поголеми лични доходи, за поголеми фондови за својот развој, ги навоѓат пред се и исклучиво, да така кажам, во подигање на продуктивноста на трудот. Еден од тие мощни важни фактори е да се утврдат, да се изградат потрајни инструменти на нашиот систем. Јас би одговорила на прашањето на другарот Жика Поповиќ по прашање на ситуацијата со набавка на сировини и репроматеријали од увоз и настојувањата на нашето предпријатие да ги тие проблеми реши не само преку обезбедување на средства, што е секако една прилично тешка ситуација во овој момент, туку преку возможност на замена на набавка на сировини од едно подручје на друго, тоест од пазар, од западноевропски пазар на источноевропски пазар или од домашен пазар. Во тие настојувања институтот во предпријатието доби една од основни задачи за решавање во 1966 година и колективот на институтот се зафати со тој проблем многу сериозно. Резултатите од досегашната работа зборуваа да тој задаток е економски оправдан, бидејќи имаме моменти кога една сировина која ја набавуваме во моментот од западноевропскиот пазар се производи во источноевропски земји, а се по квалитет не заостанува или одговара на постојчиот квалитет кој што моментално го потребуваме. Други резултати зборува да некоја сировина која што сме ја досега плаќале многу поскапо може да се замени со еквивалентна сировина која многу поевтино кошта, а која е многу поквалитетна, што значи да покрај економично се постигнува и квалитативен ефекат у смисол на квалитетот на готовиот производ. Професор Кондова, ќе волам само за еден-два примери, ако имате за да го подкрепите тоа што говорите. Имаме случај, еден врло драстичен, мислим, случај у смисол на разлики, да смо досега потребувале една сировина која што смо ја плаќале по $890 по тон, а моментално ја заменуваме со сировина која што ја плаќамо по $525 по тон, а е многу поефикасна и поквалитетна него она која што смо ја досега употребувале. Со тоа се гледа какви економски ефекти се постигнува со решување на овој проблем. И ми ја очекуваме, уколку оваа проблематика ја што поскоро решиме и
ги офанеме сите производувачи на сите сировини што ги ние употребуваме и ги преиспитаме у поглед на цена и на квалитет, дека ќе постигнеме многу поекономично работење на нашите погони, што секако ќе ја зголеми продуктивноста на предпријатието. Ве молам, другарке Кондова, дали би могли да ми кажете како се наградуваат стручните работници во институтот? И уште нешто. Какви инвестиции влагате во млади кадрови за иднината на стопанската организација? Моментално припремамо и посебни правилници кои што ќе го реша тој однос за наградување, специјално наградување на специјални пронајдоци и изуми кои што ќе уследа. Секако тоа треба да овозможи еден стимуланс и поттикнување на научните кадрови кои што ќе се бава во нашиот институт да до максимум ги исцрпа своите сознанија и снаги. По прашање на инвестиции за кадрови кои што треба и инвестирање во кадрови кои што треба да работа во нашиот институт и во фабриката воопшто, јас можем само да дадем свое мнение дека сметам да е нашето предпријатие многу уложило во това и улага се уште. Чинјеница да при самото конституирање на нашиот институт брои веќе 24 инженера и хемичара, а да во систематизацијата се предвидува над 60 и 70 кои што се уште не се пополнети, зборува дека ние мораме да инвестираме на тоа подрачје. Меѓутоа, јас сметам да би можда по-комплетно на тоа прашање одговорил нашиот директор на општокадровски сектор, кој што специјално е задолжен за таа политика и Pre nego što odgovori drug direktor, molim vas jedno sasvim konkretno pitanje, da pokušam da sledim misao druga Minčeva. Da li je bolje nagrađen inženjer u institutu ili inženjer u proizvodnji? I drugo, da li je inženjer u institutu, istraživač, stalno isto nagrađen? Јас во одговорот на другарот Минчев се дотакнав до тоа да на инженерите во институтот во овој момент им се стварно обрнува внимание. Со тоа сакав да кажем дека при најновите одредувања на бодување на работните места, институтот стварно се бодуваше нешто можда на исти ниво или нешто можда повисоко него што са инженерите во погоните. Со това сакаше да се стави поента дека истражувањата као организација треба да се повисоко бодува. Ал со обзир да ние сме сега млад институт кој што нема пар месеци кадровски конституиран, не е возможно во овој момент да се то издиференцира онако како што би можда требало да биде. Јас ќе дадам само неколку цифарски показатели. Ние стипендиравме укупно 396 наши млади кадрови на факултети, од кои 209 на техничките факултети. Ние оспособивме преко Центарот за стручно образование на курсеви во трајање од 4 месеци до 1 година 655 работници. Ние упативме на специализација во странство и во земјата вкупно 362 наша работника. Меѓутоа, не можеме да бидеме задоволни од успесите кои ги постигнавме на планот на оспособување на наши кадрови. И то од следните разлози. Прво, ние имаме 548 работници уште во процесот на производството кои не ги исполнуваат основните услови во поглед на квалификација за завзимање на работното место кои тие денес го завзимат. Второ, ние имаме преко 70 други работници во заедничките служби кои
исто така не ги исполнуваат основните квалификациони услови за завзимање на тоа работно место. Од тука и пред самоуправните органи, и пред управата, и преко стручните служби кои се занимаваат со кадровското прашање, се наметнува прашањето да во одреден период се изврши доквалификување на тие работници или во колку не постои желба од одреден број на работници и поред тоа што ова работна заедница ќе им пружи услови за доквалификување, да тие работници се заменат. Еден од основните фактори кој влијае на зголемување на продуктивноста на трудот е секако и организацијата на работењето. Така да, во овие 4 месеци, од вкупно расположивиот машински час на работно време, кај нас искористени се 75%, додека 25% се изгубени. Тоа е секако еден голем фонд на изгубено работно време, кој поради објективни до некаде причини, али да не го заборавиме фактот дека тука постоели субјективни моменти, се разбира пропаднае. За охрабрување е фактот што во споредба со прошлата година, кога овај фонд на неискористени работни часови изнесуваше скоро 60%, во текот на овој период ние сме направиле еден голем скок. И ако ги погледаме податоците кои ни се доставени во овај извештај, ние ќе видиме дека во јануар месец изгубени се 37% од машинските часови. Во февруар уште помалку 25%. Во март тој процент се намалува на 19%. Во април исто така 19%. Тоа е секако резултат на една подобра поставеност на организацијата, која и се одразила на процентот на користењето на капацитетот во нашиот комбинат. Овие податоци секако дека не треба да не заспиат, да останеме на тоа дека ние сега подобро го користиме работното време, него треба и понатаму ние да ги изнаоѓаме резервите и како такви ги потенцираме и ги отклонуваме. Другар председател на управниот одбор, нашето време помина и би сакал да ве замолам да дозволите телевизијата да го напушти овој состанок. Во исто време сакам многу да ви заблагодарам за тоа што дозволивте да присуствуваме на него, на овој мощно интересен разговор. Другар Минчев, и вас многу ви благодарам што се одзовте на молбата на телевизијата да присуствувате на овој состанок. Драги гледачи, во продолжение на емисијата, другар Никола Минчев, председател на Извршниот совет на Македонија, ќе одговори на прашањата што и ги упативте на телевизијата на тема продуктивност и запосленост.